Нови 48 часа притвор за четворицата опфатени во постапката за пожарот во отпадот во Трубарево. На барање на јавното обвинителство, судот го продолжи краткотрајниот притвор. Истражните органи се уште немаат директен осомничен за предизвикување на пожарот. Осомничени се сопственици и управители на фирми поврзани со објектот и еден вработен. 5 дена откако избувна големиот пожар во фабриката за електронски отпад, јавен обвинител и увидна екипа на МВР извршија увид. Ги истражуваат точните причини за неговото настанување, но и со помош на дронски снимки истражуваат како бил складиран отпадот. Со оглед на затрупувањето на локацијата, од безбедносни причини увидните действија на терен се оттежнати. По наредба на јавен обвинител, локацијата ќе биде обезбедена и во наредниот период за потребите на постапката. Таму ќе продолжат да се вршат дополнителни мерења на загадувањето од Министерството за животна средина, а на терен ќе излезе и вешто лице од областа на екологијата, велат од ОЈО. На терен се уште може да се забележи присуство на противпожарно возило. На дел од локацијата и натаму се јавуваат повремени чадења и постои опасност за ново разгорување. В петок се очекува Државниот инспекторат за животна средина да ги објави првичните мерења на квалитетот на воздухот на денот на пожарот. Министерството за животна средина пак објави дека во текот на вчерашниот ден просечната концентрација на PM10 честички во Трубарево биле во граница на нормалата и законски дозволените граници. Вчера Институтот за јавно здравје соопшти дека од пожарот кој зафати и литиумски батерии немало радијација и ја завршало испитување на 16 тешки метали во почвата, забележано е зголемување на 2 параметри – бакар и цинк на едно испитано место. Тоа според Институтот е површинскиот слој каде што гореле литиумските батерии, а резултатите се во рамки на очекуваното. Даниел Василев, Сител телевизија.